Zašto mirno je carstvo nebesno? Blaženi se oni što plaćat. Zašto tijen će se utešat? Blaženi se milostivite. Zašto tijen se pomiluvani? Blaženi se čistite po srce. Zašto tijen će go vidat? Zašto tijen sinovi Božji se? Blaženi ste koga kjeve gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotite vodu, tije kjeja nazledat zemljata. Blaženi se gladnite za pravda, zašto tijen kje se nasita. Ti благодарам што и во овој ден си во моето срце, зашто е пишано, кој ќе остане во моето слово, вели Исус, ќе дојдеме со Отецот и со кровиште во него ќе направиме. Ти благодарам, Господе, што ме научи да останувам во Твоето слово, Светото Писмо, зашто христијанство без Светото Писмо нема. Затоа што Бог е Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото. Ние знаеме дека светот е создаден и вековите се создадени од Божји збор и дека од невидливото произлегува видливото. На почетокот Бог ги создаде земјата и небесата. Земјата беше безоблична и празна и имаше светлина над бездната и Духот Божји лебдеше над водата. И рече Бог, нека биде светлина и би светлина. И виде Бог дека светлината е добра и ја оддели Бог светлината од темнината. И затоа Исус им вели, вие сте светлината на светот. Кој врви по мене, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Ние зборуваме за една духовна борба која се случува во овој свет, која е владеан од сатанат и неговите паднати ангели, демоните. Ако вие го изберете Исус Христос, тогаш ќе му служите на Исуса Христа и нема да се борите само за себе си да ја спасите вашата душа, зашто е пишано, кој ќе ја запази душата своја ќе ја загуби, а кој ќе ја загуби душата своја заради мене ќе ја зачува. Тогаш ќе можете да се борите ако останете во Христа, ќе бидете молитвени војници и ќе можете да се борите за други души, да бидете ловци на луѓе, како што ги рече Исус на Петар и Павле, дојдете и ќе ве научам да бидете ловци на луѓе. Ти благодарам, Татко Небесен, што направи сокровиште во моето срце, што ми го испрати Духот Утешител, Духот на вистината, Светиот Дух, да бидам запечатен со него. Пишано е во Јованово, ако некој не се роди од озгора, нема да го види Царството Божјо. Ние зборуваме за родение од озгора и пишано е, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Ти благодарам, Господе, што ме роди и во вода, со водно крштение, и во дух, со Духот Свети со кого сме запечатени за денот на воскресението. Ти благодарам, Татко Небесен, што ме облече во Твојата љубов, што ме облече со сила од озгора, што ми даваш служба и сила, што ме научи да простувам, да љубам, да се молам, да имам личен однос со Тебе, со Твојот Син Исус Христос. Волјата на оној што ме прати, вели Исус, е секој што ќе го види Синот и ќе поверува во Него, да не погине, но да има живот вечен. Нашите браќа и сестри живеат во еден световен свет и се мачат. Кој се надева на човек, пишува,
дека е проклетство. Сакам да ви прочитам нешто за проклетството од Македонија, како христијанин од Светото писмо, од првата книга Макавејска. Видете, прва книга Макавејска, Александар Македонски, синот на Филипа, излезе од земјата Хетејска и го победи Дарија, персискиот и индискиот цар. Тој водеше многу војни, презеде многу утврдени места, нели? Дојде до краиштата на земјата и ограби многу народи. Целата земја молкна пред него и тој се издигна и срцето негово се погордеа. Бог се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. Види, по неговата смрт, тие што се за цари ставија круни на своите глави и злото го умножија на земјата. Од нив произлезе коренот на гревот, Антиох Епифан, синот на царот Антиох, кој беше заложник во Рим. По победата над Египет во 143 година, Антиох се врати, се крена против Израелот и со сета своја силна војска влезе во Ерусалим. Во Библијата пишува дека секој што ќе крене рака на избраниот народ на евреите ќе живее во проклетство. Но видете што сега влезе. Што се случува понатаму? Влезе гордо во светилиштето и го ограби златниот жртвеник, свештеникот, сите негови свети садови, трпезата за предложенијето, умивалниците, чиниите, златните кадилници, завесата, венците, златниот украс. Го однесе сето сребро и злато, сите скапоцени садови, тајните ризници што ги беше нашол и откако ограби, се врати во својата земја, изврши многу убиства и говореше со голема гордост. Во Израелот во сите негови места настана голем лелек. Стенкаа началници, старешини, издемогнаа младичи, девојки и све на женската убавина. Секој младоженец се предаваше на плач, а невестата во брачната одеја седеше натажена. Се тресеше целата земја и целиот дом на Јакова се облече во срам. Видете, потоа ќе видите што и се случувало на Македонија 2000 години, постојани борби и погроми, ќе видите од каде доаѓа проклетството. Ево уште нешто, откако изминаа 2 години, царот го испрати даночниот началник во израелските градови, кој дојде во Ерусалим со силна војска. Најнапред им зборуваше за мирот лукаво, а тие му поверуваа, но ненадајно го нападна градот, му нанесе големо зло и уби многу израелци. Одведе во робство многу жени и деца, ограби многу добидок и го принудија Израелот да се собира на скришни места. Видете, кога ќе видите што и се случува на Македонија, сакам да ви прочитам уште еден дел. Што им правел Епифан? Секој месец на роденденот на царот со сила ги водеа јудејците да принесуваат идолски жртви на Дионисовиот празник. Ги принудуваа да носат бршленови венци и да одат во групи свечано во чест на Диониса. 2 жени беа обвинети и ги обрезале своите деца, затоа ги врзаа тие деца за градите на нивните мајки, па откако ги прошетаа низ градот пред народот, ги фрлија преку градските ѕидишта. Оние што не се согласуваа да живеат според обичаите на незнабожците ги убиваа, токму тогаш настана вистинската мајка. Ги молам оние што ја читаат оваа книга да не се плашат од овие неволји, да знаат дека овие страдања не служат за пропаст, туку за вразумување на нашиот народ. Затоа што на нечестивите не им дава многу време, туку набргу тие биваат казнети, тоа е знак за големата Божја милост. И еве една порака за Македонија, додека другите народи Господ ги чека долго трпеливо, за да ги казни за нивните гревови, како Македонија, тогаш кога тие ќе се натрупаат, со нас не постапува така, нас не чека така долго трпеливо, тоа се однесува за евреите. Имаше некој си Елеазар, еден од првите книжници, веќе остарен, но многу личен. Некој го принудува, отворајќи му насила устата да јаде свинско месо.
Тогаш оние што раководеа со безбожничкото жртвување, познавајќи го тој човек од поодамна, го повикаа насамо и го убедуваа да принесе месо што тој самиот ќе го приготви, кој би можел да го јаде и да се прави дека Божем јаде од месото што го жртвувал царот. Но тој, утврден во својата благородна одлука, достојна за неговата возраст и угледна старост, за неговите славни бели коси, за побожноста, уште од раното детство најповеќе поради светиот и од Бога даден закон одговори: веднаш нека ме предадат на смрт. Така фати и седмина браќа заедно со нивната мајка, царот нареди да ги бијат со бичеви и воловски жили, сакајќи да ги присили да јадат од забранетото месо. И овде се комплетна во Макавејската книга 1 и 2, од каде доаѓа едно далечно проклетство врз македонските луѓе. Ако вие сте потомци на Александар и на оне што го умножи греот на неговите наследници, тогаш го носите греот, бидејќи во Библијата пишува дека секој што ќе крене рака на Божиот народ ќе се исуши како тревата што се исушува во полето без вода. Ние сега можеме да зборуваме за едно идолопоклонство кон историјата. По македонската култура е полно со идолопоклонства кон смртта, одбележување на годишнини. И овие споменици што се направија во градот во кој го нема нашиот цар, единствен создател и Бог, се држител, се присутен Исус Христос. Да се прави идолопоклонство и култ кон историски луѓе кои не го спознале Христа, за христијанин се знае што значи тоа. Да се надеваш на човека, не на Бога, тоа е проклетство. И кога ќе видите што и се случуваше на Македонија од тој период до денеска, римските војни, па потоа доаѓаат христијанските војни, па потоа доаѓаат Првата Балканска војна, Втората Балканска војна, Првата светска, Втората светска, Косовска војна, македонски војни. Сите војни се случуваат наваму. И она со децата и жените, бидејќи се убивани жени и деца, се силувале, го грабиле храмот на светилиштето во Ерусалим неколку пати. Тоа покажува дека истото и се случува на Македонија за време на турско од страна на турците, србите, бугарите, грците и албанците. Македонија живее во проклетство. Вторите две проклетства се од двете политички партии кои треба да ја водат Македонија, бидејќи и ВМРО се колнеше на Библијата со кама и пиштол и велеше да го дадам животот за својата земја. Пишано е во Библијата: немајте да се колнете во ништо, ниту во Ерусалим, тие град на великиот цар. Проклетството кои сте го направиле се случува, постојано гинат луѓе за Македонија и се убиваат едни со други. Тоа е проклетството на ВМРО како име и како партија. Второто партија СДСМ не веруваше во Бог за време на Тито и Југославија. И без Бог се види до каде ја дотеравме. Ние денеска имаме држава без држава. Ние имаме денеска една армакедонска битка која континуирано се случува 2000 години од ограбувањето на храмот, бидејќи тука пишува дека некои народи благотрпеливо ги казнува Бог, како нас, а евреите ги казнува веднаш да научат. Ние денеска можеме да зборуваме дали ние ќе го избереме патот на Христа и да завршат проклетствата што се во Македонија, како што е пишано овде, дали ќе бидеме христијани без Светото Писмо, бидејќи можам да бидам пастор на 1 милион луѓе, на 2 милиона луѓе, а да не сум го спознал Христос и да ги одведам во огнено езеро и во гибел. Подобро да имам еден човек, да му го убедам, да го спасам, отколку да имам 100 милиони луѓе кои не ги водам во христијанство, бидејќи христијанството е ова што пишува тука, а како што гледате во Македонија тоа не се применува. Додека кога беа големите кризи, кога се убивавме едни со други, никогаш не излезе најголемата црква, пасторот на таа црква да каже нешто, да им каже на луѓето дека големата, двете најважни заповеди се љуби го својот ближен како себе си. Ако ти не можеш да го љубиш својот брат кога си го видел, како можеш да го видиш, да го љубиш Бога кога не си го видел? Љуби го Господ својот Бог, како можеш да го љубиш Бог ако не го љубиш својот ближен? Ако ние македонците не можеме да си простиме едни на други, што очекуваме? Тогаш ние ќе живееме во проклетство, а единствен излез да се надминат проклетствата, да се избере Исус Христос и да се живее по Светото Писмо. На Македонија е потребна една жива христијанска црква да го повика народот да се спаси, инаку илјадници луѓе заминуваат во гибел. Не ни е потребен култ кон мртвите, не ни е потребно идолопоклонство кон историјата, не ни е потребно во песните да пееме проклетства и самозаколнувања, да колнеме, затоа што знаеме дека за секој лош изговорен збор ќе одговараме на судниот ден. Ние зборуваме за едно христијанство во понизност, помирување, единство со Бог,
Божјо водство. Ние зборуваме за едно христијанство кое треба повторно да биде на апостол Павловата приказна, кога Отецот ви го испрати од апостол Павле и ве возлюби толку за да се спасите, бидејќи на Македонија беше потребна помош. Тоа е пораката која треба да ја разбере македонскиот народ. Ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. Значи Господ долготрпеливо не казнува за гревовите што сме ги направиле во време на антиката и во скорешно време, за сите оние братоубиства, оцеубиства, сквернавења што ги направила македонската војска по илјадници години. Врз нас го прават истото, за да се сетиме и да го повикаме Бог, да го повикаме Исуса Христи да се спасиме. Кој верува во Исус Христос ќе живее живот вечен, кој не верува нема да види живот вечен и гневот Божи ќе биде врз него. Јас ви зборувам да го изберете Христос, да се откажете од идолопоклонство. Македонија не е над Бог. Да се прави идолопоклонство од Македонија, од незината историја, и исто така не е од Бог. На прво место е Отецот Небесен, Исус Христос, а потоа се друго. Тој не создал нас за да испрати пораката на христијанството. И ние повторно треба да се возродиме и му благодарам на Бога што ми даде сила да го сведочам овој да зборувам. Потребни се луѓе. Има мали локални цркви кои спасуваат 100-200 луѓе, 50 луѓе. Ние зборуваме за милионски луѓе кои загинуваат секојдневно. На луѓето потребни се, жетвата е голема, вели Бог, а работниците се малку. Јас сум професор по сценски говор со техника на глас, бев актер. Вршев идолопоклонство, но секогаш имав чувството дека имам Бог. Јас го играв и Александар Македонски во представител, он не прави идолопоклонство. Во една представа, деноноси, воден од духот, Александар крикнуваше и реше: прости ми Боже, што се дрзнав да видам повеќе отколку што може да понесе еден земен човек. Јас имав кога Александар пробараше прошка, јас проведував Божјата волја, не правам идолопоклонство, а денеска, слава ти Господе, го озвучувам Светото Писмо. Тоа е живо слово. Луѓето ќе го заборават Бог и мислат дека се режисери, автори, уметници, пишуваат и допишуваат историја. Оној што пишува, еден е Бог. Во него е Словото, тој создаде све. И виде Бог дека светлината е добра и ја оддели Бог светлината од темнината. Кој врви по мене, вели Исус, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. И вие можете, македонци мои, да го изберете Исуса Христа и да одите по светлина. Другата приказна е тоа што ви се случува 2000 години. Проклетство, живот без Божји благослов, запишано овде во Светото Писмо. Нема христијанство во Светото Писмо. Ти благодарам, Татко Небесен, што ми ја дади оваа проповед, да му сведочам на својот народ и да ти служам, што ме облече со твојата љубов, што ме облече со сила од озгора, што ми даде власт да газам на змина скорпии. Во Твоето вечно и свето име сега заповедувам со крвта Исусова. Ја аплицирам врз македонскава земја, заповедувам надвор од Македонија, Сатано, покорен сум ти, Господе. И те молам, надвор од Македонија, Сатано, надвор во името на Исус живиот Бог, во името на Господ Исус Христос, и кажувам на планината зло што се фрлила врз Македонија, надвор од македонската земја, во името на Господ Исус Христос, сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, над сатаната, над демоните, над бролестите, над граѓанските војни, над раздорите, над лажното христијанство во македонскава земја. Слава ти, Господ Исусе Христе, Татко Небесен, ти благодарам. И не заборавајте, не бој се, мало стадо, зашто Бог ви приготви Божиот царство на небесата. Не заборавајте го стихот од Библијата, но тие сакаа подобра, односно небесна татковина. Вие имате една подобра и небесна татковина. Не треба да се врзувате за земја, минато, за нешто што е минливо и заминува. Ако невидливото, ако видливото е славно, колку е пославно она што е невидливо, односно духот на самиот Бог кој е во вас. Те сакам, Господи Исусе Христе, те молам, Татко Небесен, испрати го Духот Божји, испрати го апостолот Павле, за да им помогне на мојот народ, кој живее во проклетство. Во името на Господ Исус Христос, мир вам, македонци мои. Амин. Божјо царство ми дојди, Израел.